Планот на Сојузот на синдикати на Македонија е доколку нивните барања не се прифатат, а тоа е се поизвестно дека ќе се случи, да се повторно да се вратат на протест, да се направи уште еден протест да се организира и секако најавениот еднодневен генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор. Тоа е доколку владата не излезе во пресрет на нивните барања. Денеска беа тука пред владата 20 и, како што кажа, 24 за 24 министри во кабинетот на премиерот Христијан Мицкоски. Ги блокираа пристапите кон гаражите на владата, овде зад мене и од задната страна кон кејот на реката Вардар. Неколку министри кои дојдоа во текот на блокадата ги оставија нивните службени возила, нивните возачи ги оставија на 50 на метри од блокадата, па тие пеш дојдоа во зградата на владата, каде што треба секој момент да почне седницата на владата. Исто така и премиерот Мицкоски, кој дојде 5 до 10 минути пред почетокот на блокадата на синдикатите. Од овде ССМ ги повтори своите барања. Како што кажа и ти, 600 евра минимална плата, 6000 денари зголемување на платата на сите работници и субвенционирање на придонесите, односно владата да ги плаќа придонесите во извесен период за дали 6 или 12 месеци кај работодавачите кои што ќе ги зголемат платите на работниците. Рекоа дека дојдоа од ССМ, представниците на ССМ кажаа дека се тука пред владата, ма за да ги цитирам, за да ги нервираат министрите во владата, како што министрите во владата ги нервираат работниците со тоа што веќе 2 години не сакаат да интервенираат во законот за минимална плата и не сакаат да се направи законско решение со кое што минималецот ќе се покачи повеќе од оние околу 1600 денари кои што треба да биде, за колку што треба да биде покачувањето на мартовската плата која што ќе се испрати која ќе се исплати во април. За тоа кои се уште еднаш како ги повторија барањата овде ССМ од претседништвото на владата, предлагам да чуеме изјавата на претседателот Слободан Трендафилов. Денеска тука дојдовме тројца луѓе повеќе, 24, затоа што 24 министри во владата уживаат на грбот на 541 работници. 24 министри во владата на денешната седница на владата треба да предложат измени и дополнување на законот за минимална плата ако сакаат да бидат за работниците, да се зголеми минималната плата на 600 евра и да се зголемат сите останати плати за разликата од претходната минимална до новата минимална плата или за најмалку 6000 денари. Упатуваме порака до владата денеска на денешната седница многу сериозно да разговара за барањето на работниците за зголемување на минималната плата како и за зголемување на останатите плати. Бараме многу сериозно да размислуваат и да разговараат на денешната седница да ги ослободат работодавачите или да подадат рака и на бизнисот, како што ќе подадат рака на работниците за зголемување на платите и за ослободување на придонесите за задолжително социјално осигурување. Ги потсетуваме дека пред една година кога бевме тука на преговори и на разговори, тие тоа еднострано го одбија, иако ССМ и работодавачите беа договорени за најмалку 6000 денари да се зголемат платите на сите работници во државата. Така е, се чека исто да се закаже и седница на економско-социјалниот совет, на кој што од ССМ очекуваат повторно очекуваат како точка на дневен ред да се стави минималната плата, нешто што не се случи на последната седница која што се одржа во декември. Со денешната блокада на владата се заокружува, како што кажа од ССМ, втората фаза на тоа што тие го планираат за да издействуваат, за да го зголемат притисокот и да издействуваат што е можно повеќе од тие 1600 денари и било како зголемување на платите на сите работници во државата. За тоа што ќе прави понатаму ССМ се разговарало денеска на седница на органите на ССМ. Донесена е одлука дека во текот на март, најверојатно кон средината на март, повторно ќе се организира протест. Тој протест ќе се одржи во неработен ден и ќе се одржи во Скопје. Во меѓувреме од ССМ не исклучуваат можноста да се продолжи со блокади, како што рекоа, таргетирани блокади на институции, но
не исклучуваат можноста и да бидат во други градови, не само во Скопје. Блокадите би биле исто по 21 човек, колку што е законскиот минимум за да може да се блокира пристапот до било која државна институција или да се блокира улица во градот. За тоа што ќе прави ССМ во наредниот период, ќе слушнеме од претседателот на ССМ Слободан Трендафилов. Денеска имавме одлука на претседателството на ССМ, на која донесовме неколку заклучоци и неколку одлуки кои сакам да ги соопштам сега. Во наредниот период не исклучуваме ваквите таргетирани протести со 21 човек на улица, за да не ги заокружуваат, за да не ги оцрнуваат луѓето и за да не им се закануваат, да продолжат и по градовите, по потреба. Таргетирани градови каде што ќе предизвикаме функционерите и таму да не можат да се движат или да доаѓаат пешки на работа онака како што доаѓаат денеска, како што доаѓаа пред некој ден, како што доаѓаа и пред една недела. Дополнително, оставаме простор до крајот на месец февруари да седнат и да се договорат и да кажат за колку пари ќе ја зголемат минималната плата и за колку пари се спремни да ги зголемат сите останати работнички плати, затоа што веќе немаат апсолутно никакви аргументи. Председателот на Стопанската комора Бранко Азевски кажа дека вчера изјави дека протестите се дека не треба да се протестира, дека само диалог е единствениот начин на кој што може да се изнајде решение, но и дека има веќе постојано законско решение по кое што ќе се зголемат платите од месец март и затоа треба да се разговара за тоа понатака што би се правило или за евентуалното следно зголемување на платите. Ова дефинитивно не оди на иста линија со тоа што го бара синдикатот, односно владата и работодавачите да се договореле. Од владата пак ставот на владата на премиерот Мицкоски е дека државата веќе дала, вризгала инекција од 250 милиони евра во бизнис секторот и дека нема намера понатака да вложува пари или да ги субвенционира евентуалните придонеси на евентуалните плати кои што би се покачиле. Во периодот кога ССМ почна да протестира и да блокира УПОС, еден од синдикатите членки на ССМ, успеа да се договори со владата да ги добие кои што бараат од минатата година, бараат 30% додаток на платата. Успеа да се договорат со владата да добијат 3 покачувања во наредните 2 години и 2 месеци, односно март ова, следната и 2028 година, да добијат 3 пати по 8% поголеми плати, како и зголемувањето и за зголемувањето на минималецот, кое што ќе повторам. Ова година ќе изнесе околу 1600 денари, со што минималната плата ќе биде некаде околу 26.000 денари, после Косово најниска минимална плата во регионот.